Следи 9-тиот дел од серијата Агапе. Како што тргнало ова серија ќе биде најдолга кој што воопшто некојаш сум ја имал овде. Има все уште една подолга околу троангелската вест кога зборувавме, меѓутоа ова може да го сруши тој рекорд. Не е ни тоа битно воопшто. Меѓутоа навистина заслужува оваа глава да се проучува. Верувам дека ќе ја проучуваме во сета вечност. Затоа што, како што видовме, од многу пати до сега, љубовта е суштествена. Без љубовта ништо. Што е спротивно на... почнувам со прашање, значи. Што е спротивно на светлина? Темнина. Што е спротивно на топло? Ладно. А што е спротивно на љубов? Поточно е себичност. Значи да, тоа не се исклучува, меѓутоа спротивност на љубов е себичност. Молам? Да. Значи спротивно на љубовта е себичност, а себичноста е најсилна и најприродна емоција. Вие имате уште од раѓање. Мислам, ние се раѓаме себични. Погледнете на мало дете. Значи, ако првиот збор што ќе го научи е мама, вториот збор е мое. Знаете, децата најлесно ги учат самогласките, пошто уште доека плачат ги практицираат, ги тренираат самогласките. А, Е, О, У. Така да, М, кога ќе ја научат мама, па тука и мое е многу лесно. Значи, вториот збор е мое. И само гледајте како, ако се заиграат некои две деца, или па, не мора две деца, земете му на едно дете, земете му играчката или било што, па ќе видите што се случува. Значи, тоа е најприродна, најсилна емоција кај човекот. Првиот бунт на небото, меѓу другото, вклучува себичност. Себичноста на Луцифер. Исто со тоа настапил и долу на земјата, кога ги прелажал нашите прародите Адам и Ева. Повторно во првиот пат, долу на земјата, значи, падот на Адам, на Ева, повторно е себичноста. И од тогаш, па се до ден денеска, ние имаме проблем со себичноста. И се чини, како што вели Библијата, како надоаѓаат тие последни времења, се поголем проблем ќе имаме. Дај Боже да ние тоа го немаме. Меѓутоа, кога стои запишано во второ послание до Тимотеја, 3 глава, дека во последно време ќе настанат времења тешки, во вториот стих, прво нешто што се спомнува е затоа што луѓето, значи, времењата ќе ги направат тешки самите луѓе. Ова пред се е описи за верниот народ, односно за Божиот народ. Луѓето ќе ги направат да бидат времењата тешки и овде описот започнува со само живи, овде вели во превод. Или себе љубие во другиот превод, мислам дека гласеше. Или себичност, во други зборови. Само живи, да живеат самите за себе, или денеска има еден израз хедонизам. Човек кој што живее само за да се задоволи сами од себе си. Во било кој поглед, било кој начин. За жал, нашиот свет е таков, дори ако се сеќавате од неодамна кога зборувавме за алчноста, кој што нормално не е ништо друго, туку себичност. Видовме и спомнавме дека самата економија, американска економија ја движи токму таа себичност и алчност. Кога тоа би се тргнало настрана, би колабирала целата економија. Да се има, да се приграби што е можно повеќе за себе. И, меѓу другото, тоа спомнавме дека секоја алчност е себичност, а секоја себичност е идолопоклонство. И самиот израз, значи, да, само живост, себичност, алудира на тоа дека вие самите се всушност, самите на себе сте си идол. Господ е исклучен, другите не се битни, и другите се исклучени, и во центарот сте вие, повторно, кај љубовта тоа го нема. Кај љубовта секојаш другиот е во центар. И дури самиот Павле ќе каже, немаше да познам дека сум грешен, ако
Ако добро не ја сватив 10-та заповед, сега малко префрасирам. Не посакувај. И буквално секоја друга заповед оди преку кршење на 10-та. Кршејќи ја 10-та, ја кршите првата, ја кршите втората, третата, четвртата, сите. Посекувате друг Бог, посекувате на друг да му служите, посекувате да си го представите Бог на некој земски, малку по-близок начин и така натаму и така натаму. Да, навистина е голем проблем себичноста, а новата карактеристика на љубовта, за која што зборуваме, е токму таа, односно во 5 стих, во прво послание до Коринјаните, значи почнав поминатиот пат, не се однесува непристојно и сега не го бара своето. Значи љубовта, онаа агапе љубов не го бара своето. Односно е несебична. Од самото ова што го кажав, значи како најсилна и најприродна емоција, себичноста, такви се раѓаме, едноставно произлегува дека ние ја немаме таа агапе љубов по природа, не можеме да имаме. Не ја имаме едноставно. Тоа е нешто што надприродно треба да го добиеме од Господа, преку наново раѓање, преку делување на Светиот Дух и така натаму. Еве ќе видиме неколку примери. И, случајно или не, еден пример што го спомнавме минатиот пат за непристојното однесување на Јуда кон Марија Магдалена, сега ќе го спомнеме повторно и кога зборуваме за себичност. Значи, сега зборуваме за два примери од Библијата на себичност. Каква љубовта не е. Не треба да биде. Значи, во 12 глава Јован, да се подсетиме повторно на тој пример, вели на 6 дни пред Паската, значи од први стих читам, Исус дојде во Витанија, каде што беше Лазар, кога го воскресна од мртвите. Таму му приготвија вечера и Марта послужуваше, а Лазар беше еден од оние со него седеа, кои што со него седеа покрај трпезата. Тогаш Марија зеде литар миро од чист и скапоцен нард, ги помаза Исусовите нозе и му ги избриша нозете со својата коса и куќата се наполни со мирис од мирото. А Јуда Искариотски, и тој не бил единствениот, минатиот пат спомнавме во другите евангелија, кажува дека ова реакција ја искажале сите останати ученици, меѓутоа и Јуда предначал, како во многу случаеви, а Јуда Искариотски, еден од неговите ученици, кој сакаше да го предаде, рече: зошто мирово не е продадено за 300 денари за да биде раздадено на сиромасите? И ако тука завршува цела ова работа, ќе речете, па, алал нека му е на Јуда, значи, пака треба. Ама не му било до сиромасите. Тоа не го рече дека се грижеше за бедните, туку зашто беше крадец, кај него беше ковчежето и земаше од оно што пуштаа во него. Што е ова? Себичност. Еве го примерот на Јуда и таа себичност, таа љубов кон парите преовладале во неговиот живот, како што вели Елен Вајт, и тој дошол до тој степен, иако не планирал сигурно. Сеќавате кога зборувавме за гревот, кој што постојано го правиме и како, зашто сме дошли во таа ситуација да постојано го правиме, затоа што често пати сме го правеле и сега и тешко се остава едноставно, затоа што веќе преминал во навика. Тоа бил Јуда, почнал и еве до кај завршил, го предал својот Господ, својот Спасител. Немало спас за него. А ако живееме сами за себе, ако го бараме своето, тогаш може да се случи да го предадеме Господа. И без друго, не може себичен човек во заедница. Во било каква заедница земете, ви во еден брак. Не може себичност. За да една заедница функционира, една црква, за да бидеме посплотени, поблиски, поединствени, не сме да некој живее сам за себе и да очекува од другите, не знам, да му служат или било што. Не, туку секој треба да му служи на другиот, како што самиот Исус дојде да служи, а не да му служат. И така и брак или било што се распаѓа само поради себичност. Елен Вајт не за џабе рекла, јас одамна си велам така на себе, ќе држам проповед еднаш за таа тема, но ете никако не доаѓа ред, меѓутоа ќе дојде време. Вели само за 5 минути, значи 5 минути нека се вика проповед, сега ја најавувам, кога ќе биде не знам. Само за 5 минути да се тргнат себичноста и гордоста на страна, повеќето од проблемите ќе се решат.
Меѓучовечки, наши проблеми. Проблеми во брак, проблеми во црква, во каква заедница. Да, севишност е наистина страшен проблем, кој што ги нарушува тие меѓучовечки односи. И во Матеј 20 глава имаме еден пример, што денеска се спомна во поуката. Матеј 20 глава, од 20 стих читам. И ајде, не мора да читаме, ајде да се подсетиме. Заведеевата, мајка на Заведеевите синови, значи на Јаков и Јован, доаѓа кај Исуса, тој вели што сакаш, значи 20 глава, еве таму 21 стих, заповедај, вели, овие мои два сина да седнат едниот до твојата десна, другиот до твојата лева страна во твојата царство. И имаме еден добар очекуван одговор од Христа, не знаеш што бараш. Борба, ако може да не бидам прекидувам, значи борба за прво место, кој ќе биде прв, што е ова? Број 1, на тоа се движи светот, така речи денеска. Себишност. Секој го бара своето. Прво место во црква, прво место на трка. Јас еднаш ви кажував пример во гимназија, средно, значи во Штип. Имавме еден професор, значи ни се сменија неколку професори по физичка, меѓутоа Киро Ристов се викаше. Тој е познат борач, има освојувани некои медали, веројатно на така некои олимпијади, така слушав. Значи знаете дека по борење Македонија, македонците беа познати од време. И за жал тој загина и тоа беше убиен од неговиот брат, баш во екот кога ми беше професор, па имаше еден огромен закоп во Штип. Но тоа што ми остана осеќавање беше толку, ќе речеме, нели, строг, меѓутоа беше толку дисциплиниран. Таква дисциплина бараше од нас. И сега не знам колку имате увид колкав е Штип и каде све се наоѓа стадионот во Штип, значи стадионот на Брегалница, да, до Брегалница, и гимназијата Славчо Стојменски, че тоа не е баш некоја големо растојание, но тој бараше за 15 минути ние да се нацртаме од гимназија на стадионот облечени во цела опрема како што требаше. И имавме потоа уште пола час само време и тука се одржува атлетски трки и така натаму, и јас бев брз, ама не бев издржлив, значи бев за на брзи патеки. Да, може некој според. И што се случи? Освои второ место на 100 метри, а бев таму меѓу последните на 800 метри. Така да второ место на 100 метри, петка, а овамо нешто као кец изгледа добив, така нешто, па нешто средно таму тројка, не знам како беше. Како и да е. И јас сега, не да ја поправам оценката туку, јас сакав да бидам прв на 100 метри. И имаше, нели, повторен обид, не, јас трчав на 100 метри, не сакав на 800, на 100 метри сакав да го победам тој Сашко школскиот. И не успеав. На втората трка заедно некако влеговме, сега може стотинки неделја, не знам, немаше таква опрема за да се процени кој бил по-брз, но тука некаде. Како и да е. Ете тоа е. Тоа е човечкото, сака да биде прв. Секој бара своje, секој бара некој почести, секој бара внимание кон себе, како учениците овде. И што им вели таму Исус, ајде да читаме овие се битни стихови подолу, 25 стих од 20 глава. Исус ги повика и рече: знаете дека владетелите на народите господарат над нив и дека големците ги угнетуваат. Нека не биде така меѓу вас. Туку кој сака да биде голем меѓу вас, нека ви биде слуга. И кој сака да биде прв меѓу вас, нека ви биде слуга, да. Како што човечкиот син не дојде да му служа, туку да служи и да ја даде својата душа за откуп на мнозина. Каков пример ни остави нашиот Спасител Исус. Еден цитат од Христови параболи, кој што ја проучуваме секој петок, вели: да се живее за себе значи да се пропадне. Лакомоста, желбата за себична добивка ја изделуваат душата од животот. Сакаме ли да живееме или не? Себичноста ја изделуваат човечката душа од животот. Ви немате контакт со животот, немате контакт со Исуса, тој е животот.
да се присвојува за себе си, да се граба за себе, тоа е сатански дух. Христовиот дух, луѓето ги потикнува да даваат од себе, да се жртвуваат себе си за доброто на ближните. Сосема е спротивен. Затоа љубовта и себичноста се исклучуваат, не може да бидат на едно место. Како што љубовта и гордоста се исклучуваат минатиот пат. Спомнавме и за тоа. Љубовта дава, а себичноста граба за себе. Да отвориме сега во Матеј 22. Законникот му упатува прашање на Господа Исуса и му вели: Учителе, која е големата заповед во закон? Која е најголемата заповед? 20 глава, 36, па понатаму. Тој му рече: Љуби го Господа твојот Бог со сето своје срце, со сета своја душа и со сета твоја мисла. Тоа е најголемата и прва заповед. А втората е како и оваа. Ништо помалку важно. Љуби го твојот ближен како себе си. И вели, на тие две заповеди висат сиот закон и пророците. И што забележуваме овде? Не случајно првин е Бог, потоа се другите, а потоа сме ние. И овде не се исклучува и љубовта кон себе си. Тоа во оние рамки, значи не може човек да не се сака себе си. Тоа веројатно ќе заврши таму некаде во или Вардар или не знам каде. Но овде вели заповедта да ги љубиме другите како себе си, што не е својствено на човечката природа, а уште по-не е својствено и Исус ја проширува ова заповед и вели, еве ви кажувам нова заповед и вели да ги љубите другите како што јас ги возлюбив нив и се дадов себе си за нив. Видовме, неколку пати спомнавме, љубовта е спремна да се жртвува за ближниот. Бог е прв. Значи, Бог е прв и пред жена, и пред деца, и пред се. Бог е прв. Потоа се другите, и жената, и децата, и браќата, и сестрите, и се, а на последно место сме ние. Прво послание до Коринќаните, 10 глава. Прво послание до Коринќаните, 10 глава. 24 стих. Никој да не ја бара својата полза, туку ползата на другиот. Зборови од Павле, повторно до Коринќаните. И од истата глава, 33 стих. Како што и јас им угодувам на сите во се, и не ја барам својата собствена полза, но на многуте за да се спасат. Сега овде малку едно појаснување можеме да дадеме, затоа што може малку и погрешно се свати ова, кога вели Павле, како што и јас им угодувам на сите во се. А се сеќавате на еден друг стих, кај што Павле вели, ја не сум повикан за да им угодувам на луѓето, ако јас би им угодувам на луѓето, немаше да бидам Христов слуга. Тоа е во Галатјаните. Поточно 1.10 Галатјаните. А овде вели им угодувам на сите во се, но разликата е од тоа што ова угодување е за да спаси некого, и тоа има разлика, такво угодување, за спасение, а друго е да му угодуваш некому и да паднеш на негово ниво, уместо вие да го спасите, па тој да ве одведе во пропаст. Вие не можете да им угодите на сите луѓе. Секој може да сака нешто, секој може да се лути на нешто или... И треба да правиме разлика. Што е за спасение, што не е. Христовиот слуга не е повикан да им угодува на луѓето, тој е повикан да служи, да го проповеда Евангелието и пред се да му служи на Господа. И на ближните, за да ги доведе до спасение, да ги доведе до Христа. Да, тоа се пораките на Павле. Еве уште една во второ послание до Коринќаните сега, во 5 глава. Второ послание до Коринќаните, 5 глава. Од 14 стих читаме, па понатаму до 17 некаде. Зошто, внимавајте, овие стихови се исто многу убави. Зошто Христовата љубов не опфаќа. Павле вели, значи ние сме опфатени од Христовата љубов. И еве што се случува кога не има Христовата љубов, кога ние имаме Христовата љубов.
Кога дојдовме до заклучок, до каков заклучок? Еден умрел за сите, значи дека сите умреле. Не навлегуваме во ова посебна тема, но тој умре за сите, да живите да не живеат веќе сами за себе си, туку за оној кој умре и воскресна за нив. Затоа од сега и ние не познаваме никого по тело, иако Христос го познаваме и по тело. Сега веќе не го познаваме така. И така, ако е некој во Христа, тоа е ново создание, старото поминиете се стана ново. Новиот човек, наново родениот човек, не си служи себе си. Тој е мртов за себе си. Треба да живее, не живее, значи веќе самиот за себе, туку за оној, пред се за оној кој што умре, кој што даде се. И тоа е најголемиот поттик за да живееме за Христа и за да го љубиме. Ние возвраќаме на неговата љубов, на неговата пожртвувана љубов. Тој и даде се, го даде својот живот. Повредни сме му ние од неговиот живот. Тоа раѓа љубов, тоа раѓа она агапе, вистинска несебична љубов. И неодменливата глава во Филипјаните 2. Втора глава во послание до Филипјаните. Мора да се спомне. Неколку пати ја спомнавме, кога доека ги разгледувавме оние други карактеристики, и оваа. Од први стих. И така, ако има некаква утеха во Христ, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислете исто имајќи ја истата љубов. Еднодушни со мисли насочени кон едно. Имавајте истата љубов, еднодушни, насочени кон едно. Ова опфаќа многу и она око што го спомнавме и нешто што спомнавме од денешната полука, подосна ќе спомнам и тоа на крајот. Истата таа љубов. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, сакајќи да бидете први, сите почести ги земете за себе и така натаму, да бидете над другиот. Туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Ова никако да го разбереме. Ова. Да го сметаме другиот за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа и на она што се однесува на другите. И потоа, оној опис на Христа, што направи Христос? Дали Христос го бараше своето? Ако го бараше своето, немаше стимне никогаш од озбор. Туку го остави, се лиши од тоа и дојде стана, значи, не го сметаше како грабното, вели овде тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши сами од себе си, изеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето, и откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе си и стана послушен до смрт. Ако нашиот Господ беше себичен, тоаш кај ќе ни беше крајот. И не само ова, целиот живот, читајќи низ Евангелијата, гледаме дека Христос живееше за другите, не живееше за себе. Секојаш често се повторуваат оние мисли, стихови. Јас дојдов да му служам на мојот Отец, значи ја творам неговата воља, не мојата, не го барам своето, и да ви служам вам, да служам за спасение. И дури до самиот крај, пред да се случи неговата одлука да отиде на крстот, иако тоа беше одлучено одамна, меѓутоа беше таа страшна борба во Гециманија со таа човечка природа, со сите слабости на човечката природа, што кажа? Господи, ако е можно да ме одмине оваа чаша, но не го барам своето, сепак. Нека биде Твоја воља, не моја. Да, тоа беше нашиот Господ. На Голготскиот крст, кога веќе го спомнуваме и крстот, и жртвата, на Голготскиот крст, ова е цитат од Копнеж на вековите, на Голготскиот крст се соочиле љубовта и себичноста. Интересен овој цитат. На Голготскиот крст се соочиле љубовта и себичноста. Нивната појава овде го достигнала својот врв. Христос живеел за да теши и да благословува, а кој од другата страна? Сатаната. А сатаната, усмртувајќи го, ја покажал сета опачност на својата омрза кон Бога.
тој јасно покажал дека вистинска цел на неговиот бунт е симнување на Бога од престолот. Што е ова? Севишност. Тој јасно покажал со она, значи пазите, јасно се видело дури на крстот кој е каков е. Се видела љубовта, се видела собичноста, затоа велиме до крстот имало збуните ангели, не знаеле се уште што и како се, мислам, се одвивале работи, кој е Бог, меѓутоа на крстот веќе се им било јасно. Че крстот не е само за нас, туку и за целата Вселена случај, кој што носи своји поуки. Значи, тој јасно покажал дека вистинската цел на неговиот бунт е симнување на Бога од престолот и уништување на оној преку кого се покажала Божјата љубов. И навистина ова може да во превод да се рече вака: себичноста ја убива љубовта. Себичноста ја убива љубовта. Или ја истиснува и ја убива. И спротивно на тоа, ако љубовта не опфати, Христовата, Божјата љубов, тоаш себичност ке нема. Денеска ја ни нешто спомна волци. Јас вчера дори реков, дај да видам некој овака животно од животинскиот свет, што е така посебно себично, да го искористам како илустрација. И да, волкот е еден пример, не само што е завидлив. Да, точно, свињата. Но, еве, волкот ќе го земам за пример. Вчера баш гледавме, значи, тие живеат во глутница, значи во некоја заедница, ќе кажеме, и таа заедница изгледа како да е совршена, се додека еден од волците не фати плен. И потоа ја гледате зависта и себичност. Другиот сака да му го грабне пленот, за првиот. Но вчера на интернет прочитав еден интересен пример за аделински пингвини, мислам дека така се викаат. Тоа се пингвини кои што може да се сретнат на Антарктикот, значи на Јужниот пол, и се наречени така од некој француски истражувач кој што тамо негде 1830, значи уште во 1830 биле на Антарктикот луѓето. Забележувајќи и овие пингвини, значи тоа биле нова врста на птици, на пингвини, откриени од него, па ги нарекол по својата жена Аделина, или така некако се викала жената негова, аделински пингвини. Тоа се така поситни, помали пингвинчиња, и една интересна работа се случува кај нив. Значи, кога ќе дојдат до работ, до некој стрмен раб, значи, обично тоа е нели мраз таму и гребен, како се вика, да, како може да се нарече. И сега треба некој прв да скокне, за да опипа, за да види безбедно ли е или не е. И знаеш што се случува? Обично некои од другите бутаат еден, ќе бутнат еден и ќе чекаат да видат ако преживее, сигурно е скокаат сите потоа. Наистина голема себичност. И сега јас да не видам од другиот, ќе го бутнам. Да, животинскиот свет не учи на многу поуки. Какви што не треба да бидеме и да се поучиме од сето тоа. Исто Галатјаните 6 глава, але уште некои стихи ќе привршиме. Галатјаните 6:2. Носете ги бремињата еден на друг и со тоа ќе го исполните законот Христов. Овој стих го спомнавме, ако не се лажеме, која разгледувавме онаа карактеристика дека љубовта е полна со добрина и видовме дека тоа значи носење на бремето на другиот. Тоа е исто така несебичност. Да, треба да ги носиме бремињата на другиот, секојаш другиот треба да биде во центарот. Римјаните 15 глава. Од први стих, па таму негде до првата половина од трети. Ние, силните, должни сме да ги носиме слабостите на слабите, а да не си угодуваме самите на себе си. Секој од нас нека му угодува на ближниот во негова полза, за добро. Значи, уште еден јасен стих од Павле, ако може би не беше јасно, она им угодувал на се, во се на сите, а од друга страна вели не дошол да им угодува на луѓето. Значи, ако е во полза за другиот, за добро негово, да.
за спасение пред се, но не за нешто друго што одвојува од Христа или од спасението. Значи, секој од нас нека му угодува на ближниот во негова полза за добро, зашто ни Христос не си угодуваше сам на себе си. И да се навратиме пак во Филипјаните, 2 глава. Овде немаме само, значи Павле овде имал на ум да каже повеќе примери, не само Исус. Исус како прв, врховен, најголем пример за несебичност, оној кој што го оставил небото и дошел да се понизи и несебично да се даде себе си за нашите животи, но овде се спомнува и самиот себе како пример. Подолу, значи во текстот, читаме од 17 стих. Што вели? Значи 2 глава Филипјаните 17. Но ако се и излевам како налевница врз жртвата и службата на вашата вера, се радувам и се радувам со сите вас, а исто така радувајте се и вие, радувајте се со мене. Павле денеска некој спомна ми се чини дека радосно служил. Што правил Павле? Се излевал како налевница врз жртвата и службата. За кого? За верниците во Филипи, конкретно овде. Несебично служил. И потоа вели, од 19 стих, се надевам во Господа Исуса дека ќе ви го испратам скоро Тимотеј, та и јас да се утешам, која ќе научам како сте вие. Зашто немам никого, значи редкости се тие. Овде се, Павле сака да каже, редко има некој ваков, зашто немам никого кој е со иста душа, како него, кој толку искрено ќе се грижи за вас. Од каде знае Павле, како Тимотеј ќе се грижи? Што вели 21 стих? Зашто сите други го бараат своето, а не она што е на Христа Исуса. Но Тимотеј не е таков. Го имаме Христа овде во оваа глава како пример за несебичност, потоа Павле, самиот се спомнува и го спомнува и Тимотеј, еден одличен приказ, значи, за него. Сите други, вели, го бараат своето, а не она што е на Христа Исуса. И не можам да не спомнам и да не завршам со она што малку претходно го спомнав, и денеска начнавме малку во пулката, во 4 глава дела апостолски. Голема промена се случила кај учениците после изливањето на Светиот Дух. Толку голема, што навистина е доказ дека тоа е надприродна промена. Тоа не може човек овака да одеднаш, ќе решим, сега ќе бидам ваков. Не може. Тоа е Божја интервенција. Биле себични, читавме во Матеј 22 глава, таму која беше, се бореле кој да биде прв, кој да биде најблизу до Христа во тоа царство кој што ете очекувале да се воспостави уште тука. За да потоа сосема се сменат нештата. Што вели крајот на 4 глава? Од 32 стих денеска може би нешто прочитавме, тоа не сеќам. А на множеството на оние кои поверува множеството на оние, се извинувам, значи 4.32, на оние кои поверува, имаше едно срце и една душа и никој не велеше дека нешто од неговиот имот е негово, туку се им беше општо. 34. Никој меѓу нив не беше во скудност, зашто сите кои имаа ниви и куќи ги продаваа, цените на продаденото ја донесува и ја ставаа пред нозите на апостолите. Ова била првата црква, ова била црквата која го свртела светот наопаку со Евангелијата. Ова е приказ на таа агапе љубов, која што е несебична. Не се гледа кој е, чиво е, дали е моје, дали не е, се е заедничко. Ова е она што луѓето мислеа дека ќе го постигнат бед Господа, така наречен комунизам. Но тоа веќе се случи многу одамна пред идејата за комунизмот. Кај апостолите, како резултат на излевање на Духот Свети, како резултат на излевање на таа љубов во нивните срца, во нивните животи. Нека Господ ни помогне да не го бараме своето, да им служиме на другите. Затоа сме повикани, затоа Господ не повикал и ни оставил пример преку Христа да служиме како што тој служеше. Нека му е слава и фала нему. Амин.